гледавте на уште едно видео на Bushcraft Македонија. Позади мене може да го видите веќе препознатливиот Bushcraft шатор и во кој ќе преноќеваме, но сега сакам да зборувам за различни видови на подлоги кои можете или требате да ги користите за кампување, без разлика дали кампувате во шатор, дали кампувате вака или целосно во природно засолниште. Она што е исклучително важно не е само засолништето кој го имате над вас или вреќата или волненото ќебе во кое спиете, туку е уште поважно што имате под вас, што значи каква изолација и каква подлога имате помеѓу вас и земјата, затоа што може да имате најдобрата вреќица за спиење која има рейтинг за -20, но ако немате добра подлога под вас, повторно ќе ви биде ладно и вреќицата нема многу да ви помогне. Затоа прво и основно имаме ваква подлога, ова е танка пенаста подлога со рефлективна површина која служи за кампување во летни услови. Што значи ова нешто, самата дебелина и самиот слој се доволни да ве изолираат вас, вашето тело од земјата само во летни и топли услови. Ако отидете на зимско кампување со вакво нешто, ќе ви биде многу ладно и нема да имате воопшто убаво кампување. Затоа за кампување во зимски или студени услови има нешто друго, а тоа е следно. Следната подлога е овој себе надувувачки душек кој внатре има пена и самиот душек има рейтинг, односно сите подлоги кои ги користиме од пенастите до душеците на надувување, на самиот душек би требало да има рейтинг, односно оди од 1 за летно кампување до 5 и нагоре за кампување во екстремно ладни услови. Затоа следното нешто за зимско кампување е ваков душек или ваква подлога која го изолира нашето тело и на самиот душек пишува дали е тоа до -1 или -20, зависи кој рейтинг го има. Затоа за зимско кампување строго е препорачливо да имате добра подлога под вас, за како што кажав, имате нешто што ќе ја зачувува вашата топлина и нема да дозволи да таа отиде во земјата. Ова е вториот начин и сега последниот, третиот Bushcraft начин на кампување со таква подлога. Третиот начин, односно третиот вид на подлога кој може да ги користите за кампување, иако ова се препорачува за поискусни бушкрафтери, е просто црна вреќа за ѓубре. Значи, постојано во мојот ранец има 2 црни вреќи за ѓубре кои може да се искористат да се наполнат со лисија, со суви лисија и да добиеме подлога, односно душек, нешто што ќе не изолира нас од студената земја. Затоа овие 2 црни вреќи се доволни да кога ќе се наполнат се добие минимум 15 сантиметри помеѓу нас, нашето тело и земјата, нешто што би било доволно да не изолира во студени услови. Само кога ги полните кесињата, гледајте да нема гранчиња и нешто што би можело да пробуши кесето. Исто така гледајте да се лисија од површината за да бидат навистина суви, да нема влага и да не замрзне таа влага додека спиете ноќта. Кога ги имаме вреќите наполнети, можеме да ги споиме, да ги составиме и тоа да ни даде доволна подлога или доволна изолација од земјата. Нормално, ова е кога сме во листопадна шума, користиме суви лисија, кога сме во зимзелена, користиме гранки од самите дрва за изолација. Но пак ќе кажам, минимум 15 сантиметри лисија или зелени гранчиња од зимзелени дрва за да бидат доволна изолација.
вака нешто би изгледало оваа подлога. Значи добро компресирани лисја под нас, што ќе не изолираат од студената земја под нас. Поздрав и останете будни.